Имотот што брачните другари ќе го стекнат во текот на бракот представува нивен заеднички имот. Без разлика што во Агенцијата за катастарот на недвижности во имотниот лист како сопственик ќе биде запишан еден од брачните другари, например на име на сопругот, како што е вашиот случај, доколку станот е купен, имотот е купен во брак, ќе се смета дека е запишан на име на двајцата брачни другари. Бракот, кога е веќе разведен, а имотот се уште не е поделен меѓу брачните другари, имотот може да се подели или спогодбено, а доколку спогодбено не е можно, судот може да ја изврши делбата, откако еден од брачните другари, бившите брачни другари, ќе поднесе предлог за физичка делба. Сега, при утврдувањето на деловите од имотот, од станот, судот тргнува од фактот и секогаш тргнува од тоа дека заедничкиот имот на брачните другари ќе се дели на еднакви делови. Меѓутоа, едниот од брачните другари, по негово барање, судот може да му определи и поголем дел, доколку само овој брачен другар докаже дека неговиот придонес во имотот бил многу поголем од тој на другиот брачен другар. Од тука, доколку се одселите од станот, вие не го губите правото на собственост на својот дел. Дотолку повеќе што бившиот сопруг не може да го располага својот дел, ниту да го товари со правно дело, да го даде под закуп, да го продаде и така натаму, се додека не се определи неговиот дел, односно се додека не ја направите поделбата, физичката делба на станот. Фактот што при купувањето на имотот вие не сте биле вработени, а сопругот бил, е аргумент кој што сопругот може да го искористи на суд при евентуалната делба на имотот, кога со истото би тврдел дека тој има значително поголем придонес во заедничкиот имот, односно за тоа време додека се купувал станот, тој бил вработен и допринел многу повеќе при неговото стекнување при купувањето на станот.